Кога си среќен тропни ти со рацете, кога си среќен плесни ти со прстите, кога си среќен и кога сакаш вечно среќен да си ти, штом си среќен, ајде сега насмевни се. Добар ден, дечиња. Сигурно погодувате дека денеска ќе зборуваме за среќата. И мислам дека ќе ви биде многу интересна приказната која што ќе ви ја кажам и многу корисна. Ама затоа што сакам внимателно да ме слушате, ќе направиме една вежба која што ќе ни помогне да се смириме, да се фокусираме и да мислиме и да не мислиме на ништо друго освен на тоа што треба да го научиме. Спојте ги дланките. Дишете длабоко и почнете да ги триете. Вдиши, издиши. Можеме малку да побрзаме. Ако сакате и се чувствувате побаво, можете да ги затворите очите. Само немојте да циркате. Вдиши, издиши. Штом ни се загреани виќе дланките, можеме да ги ставиме на челото, да го затоплиме малку главчето. Ги земеме длабоко воздух. Издиши, стави ги рачињата на колена, исправи се и ќе броиме до 3. 1, 2, 3. Можеме да ги отвориме очињата. Така, да се видиме убаво. Денеска ќе ви раскажам една приказна. Ива беше многу мало девојче кое секогаш беше тажно. Многу работи правеа да се чувствува тажна, а се започна да се случува кога незината пријателка Тина замина да живее во друг град. Ива се чувствуваше многу осамено, затоа што претходно се правеше заедно со својата пријателка. Сите се обидуваа да ја развеселат, но се беше залудно. Насекаде и недостасуваше недобрата пријателка. Дома и во градинка, на игралиште, насекаде. Се повеќе се чувствуваше тажно и осамено. Другите деца ја повикуваа да си играат со нив, но Ива секогаш ги одбиваше. Наскоро престанаа да се обидуваат и Ива стануваше се поосамена. Не успеав дури да ја го дадам поклонот за разделба на Тина, а колку внимателно го подготвив за неа. Се повеќе тажно стануваше Ива. Мислеше на својата пријателка. Мајка се обидуваше да зборува со неа и да ја помогне, но Ива си заминуваше во својата соба и ја затвараше вратата. Кога нејзиниот татко се врати од работа, забележа дека Ива не се радува на него како порано. Повеќе не можеше да ја гледа својата ќерка натажена и реши да ја помогне. Влезе во нејзината соба и ја најде како плаче. Ива, што се случува со тебе? Праша таткој. Се чувствувам постојано тажно. Ми недостасува Тина. И немам пријатели. Никој не зборува со мене. Се чувствувам осамено. И не знам што да правам. Јас знам. Многу едноставно. Треба да одлучиш дека ќе бидеш среќна и веднаш започни. Едноставно е. Само биди среќна во секоја ситуација.
Пронајди нови пријатели, излези со нив, уживај во наједноставните работи. Ако се чувствуваш среќна, кажи некому за тоа. Или пак нацртај некој цртеж и покажи го. Секое утре излегувај надвор, погледни високо во сонцето, диши свеж воздух. Никој нема сила да направи да се чувствуваш тажно. Едноставно треба да се радуваш на секој ден, на секоја нова работа која што ти се случува во денот. Ива се замисли и се насмевна. Имаш право, се е до мене. Јас сето ова време можев да бидам среќна, но не разбирав. Нема да дозволам никој и ништо да влијае повеќе на мојата среќа. И така беше, од тој ден Ива секое утро стануваше рано, погледнуваше низ прозорот, високо, го поздравуваше сонцето со двете рачиња, дишеше длабоко свеж воздух и се радуваше на наједноставните работи кои што и се случуваа во текот на денот. И на најмалите нешта, ако научиме да се радуваме, тогаш постојано ќе бидеме среќни. Се надевам дека ви се допадна приказната. Што не учи таа? Важно е да препознаваме како се чувствуваме во одредени ситуации и да ги изразуваме своите чувства за да никој не се чувствува лошо и повредено. Така, например, Ива кога беше тажна, не се чувствува убаво. Ни нејзините родители, ниту пак пријателите со кои што сакаа да си играат со неа. И покрај тоа што си замина нејзината пријателка, таа можеше да почне да си игра и со другите деца и едноставно да се навикне на новата ситуација. Значи, ние ако се чувствуваме луто, исто така, не треба лутината да ја држиме во себе и никому да не кажуваме. Таа така ќе се собира и толку многу лутина ќе насобиреме во себе, што може на крајот да се искараме или да се степаме дури со некого. Па тоа ќе не прави па уште да бидеме потажни. Не. Ако си тажен, подобро е тоа да го кажеш некому, отколку тагата да ја држиш во себе. Најдобро е да разговараш со родителите или пак можеби со учителката во градинка, со баба или со дедо, со било кој со кој што се чувствуваш убаво и пријатно. И треба да му кажеш како се чувствуваш, без разлика дали е среќа, дали е лутина, дали е тага. Значи, чувствата се твои, треба да ги кажеш. Верувајте, ви ветувам дека после тоа сигурно ќе се чувствувате многу подобро. Сега би сакала да си замислите една ситуација. Замислете си малку со главчето. Како би се чувствувале вие кога би имале роден ден и ако не дојде на роденденот на вашата роденденска прослава вашиот најдобар пријател? Замислете како би се чувствувале и представете го тоа на цртеж. И дајте го цртежот, покажете го на оној со кого што би сакале да зборувате за тоа. Како би се чувствувале во таа ситуација? Дали тажно, осамено или пак можеби налутено? И сетете се. Секогаш кога не се чувствувате пријатно, сетете се на Ива и на нејзината одлука да биде среќна. Одлучете и вие да бидете среќни и да се радувате на наједноставните секојдневни работи. Затоа што, верувајте и запамтете, како ќе се чувствуваме, секогаш од нас зависи. До гледање!